Добар ден и од мене стартува на новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Како растат децата и што представува нормален раст? Ова ќе биде темата на денешната емисија. Во студиото ни е професор доктор Мирјана Кочова, ендокринолог и генетичар од Клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре, не. Ова е една мощна и интересна тема. Мислам дека родителите ги интересира со какво темпо треба децата да растат, па еве да дадеме одговори на дел од прашањата што ќе успееме да ги сместиме во денешните 30 на минути. Што се влие на растењето кај децата? Дали е тоа одредено исклучиво од генетскиот фактор или пак влие и средината? Главно, растењето е одредено со генетски детерминанти, меѓутоа не е тоа директно наследно, затоа што имаме многу семејства каде што родителите се високи, а децата се помали или обратно. Значи, генетската компонента сигурно дека влијае, меѓутоа, ако земеме за надворешни фактори, интраутерината средина исто така влијае на растењето, особено на нероденото дете, и некои други фактори од кои што во последно време така има доста расправи околу дали емотивниот фактор може исто така да влијае на растењето. Меѓутоа, ако зборуваме за разни периоди на растењето, додека бебето е во мајчината утроба, тоа расте главно под дејство на хормонот инсулин. И тогаш хормонот за раст нема никакво значење и нормалната тежина и висина на бебињата се знае, нели таа изнесува, ако земеме просек некој 50 см должина и некаде 3 до 3,5 до 4 килограми во тежина. Значи зборуваме за груб просек. Така, во тој период затоа е важно мајката да не накачи многу килограми, бидејќи споменавте инсулинот е тука многу важен фактор. Секако, значи инсулинот е важен интраутерино, меѓутоа едно нормално родено бебе од 0, ако земеме, пораснало до 50 см. Значи, најголема брзина на растењето се постигнува интраутерино. Понатаму, во првата година на животот, детето треба да порасне уште, ја задржува брзината на растење, меѓутоа тука треба да порасне 25 до 30 см. Значи, една огромна брзина на растење во првата година. Во втората година од животот треба да порасне некаде половина од тоа што пораснало во првата година, значи 12 до 15 см, и после третата година се стабилизира растењето некаде помеѓу првите 2-3 години 6 до 7 см и потоа помеѓу 6 и 7 см во текот до пубертетот. Дали може да се предвиди колку ќе биде високо детето кога ќе порасне? Има ли некои формули за пресметување? Јас најдов некои мерки на интернет, да речеме висината на детето во втората година помножена по 2. Висината е многу важен елемент воопшто во животот и во социјалниот живот на индивидуа, и заради тоа има многу начини да се предвиди, да се пресмета точната висина, адултната висина. Меѓутоа, гледано ендокринолошки, значи од здравствен аспект, има критериуми по кои што можеме да процениме како оди висината, дали таа се движи во нормални граници и колкава ќе биде таа висина во адултниот период. Она што е многу важно е дека детето ја задржува својата брзина на растење после втората година и тоа влегува во одредена крива на растење, која што има перцентилни криви за машките и за женските деца и многу строго ја следи таа крива. Така што следењето на таа крива, која што може да биде многу различна во различни семејства, значи од 3-тиот перцентил па се до 97-тиот перцентил е нормалниот раст. Се разбира дека 50-тиот перцентил е оној просек на популацијата, нели? Меѓутоа сето тоа е нормално, а детето многу стриктно ја следи својата крива. Доколку излезе од таа крива, значи влезе во пониска или во повисока, ние знаеме дека нешто не е во ред. Значи растот е една од главните карактеристики на здравјето на детето. И се рековте дали можеме да пресметаме. За да пресметаме колкава ќе биде висината, секако дека кога ја гледаме оваа перцентилна крива, точно го гледаме и крајот на таа крива, така да можеме да видиме колку би било апроксимативно висината на детето. Меѓутоа, исто така е многу важно да се земе предвид висината на родителите, затоа што онаа точка кога висината излегува од својата крива може да биде пубертетот. Пубертетот е еден период во животот кога растењето може да помине во друга крива, а тоа сепак да не биде патолошки. Така. Колку често родителите треба да ги мерат своите деца? Во моментов можеме да видиме фотографии каде што децата, да речеме,
покрај врата ги поставуваат родителите, па мерат на вратата, дали пораснало за во рок од 6 месеци 2 сантима, 3 сантима и слично. Колку често тоа треба да се прави? Значи, нема ништо лошо во тоа да се мери детето, висината, и затоа ние препорачуваме како педиатри и при нормалните рутински прегледи заради инфекции, заради и така натаму да се мерат, нели? Меѓутоа, домашното мерење и секое мерење ни дава реални податоци доколку се изведува во 6-месечни интервали. Доволно е едно здраво дете да се мери во тек на 6-месечни интервали. Значи не се претерува секој месец. Ако има проблем во растењето, тогаш во 3-месечни интервали се скратува овој период. Така. Споменавте после втората година дека треба да биде месечно 5 сантиметри? Не, после втората и третата веќе 6-7, а понатаму околу 6 сантиметри растат, 5 до 6 сантиметри може да растат секоја година. Значи, тоа индивидуално е. Доколку е под 5 сантима, тогаш има простор за паника, тогаш треба да го донесат детето на педијатар? Ако детето падне во перцентилната крива. Значи, детето ние секогаш кога ќе дојде заради загриженост на родителите за раст, ние го мериме и го поставуваме на кривата, и не само тоа, туку ја гледаме и брзината. Како растело претходно, значи колку била висината претходно, дали си ја следи својата крива, она што го кажав претходно, и исто така каква е висината на родителите. Вие прашавте за формули, да, постои формула по која што многу едноставна формула по која што можеме од прилика околу 80% децата да предвидиме на која висина ќе бидат, а тоа е просечната висина од двата родители плюс 6,5 см за машко дете, а минус 6,5 за женско дете. Нема многу да погрешиме во крајната пресметка ако ја користиме оваа формула. Значи, ќе зависи од висината на родителите. Имаме често пати родители кои што самите се далеку под онаа граница која што треба да е за растот, а се секираат за нивното дете кое што исто така е под таа граница. Меѓутоа, доколку тоа спаѓа во нивната рамка на растење, тогаш практично се работи за фамилиарно понизок раст и тука многу малку процедури може да дадат некој значаен успех. Но што доколку 20 родители се високи, а нивното дете е ниско? Дали има шанси нивното дете да порасне? Секако, значи, доколку се работи за родители кои што имаат нормална висина или пак се високи, а нивното дете е под она перцентилна крива која што би требало да одговара на нивната висина, секако или пак било растело нормално, а сега наеднаш ги пресекло кривите и забавило со растењето, секако дека треба да се направат детални испитувања. И во тие детални испитувања, значи, дури детето може, ако се родителите високи, а детето спаѓа се уште кон долните перцентилни криви, и тука има место да се испита тоа дете, затоа што може да се работи за дефицит на хормонот за раст, може да се работи за стегнат дефицит на хормонот за раст и така натаму, значи, или за друга патологија која ова го предизвикува, за некаква хронична болест која што не дава многу јаки симптоми, например еден хашимотов тироидитис, автоимун тироидит, воспаление на тироидната жлезда може да даде забавување на растот, и маса на други ендокринолошки и други хронични болести може да дадат забавување на растот. Заради тоа, секогаш едно дете кое што не одговара на висината која што би требало да има, заслужува да се направат основните, а понекогаш и многу детални анализи. Така. До кога децата растат? Дали пубертетот, односно завршувањето на пубертетот е крајната граница? Децата растат се додека постојат отворени коскени јадра кои што ќе им дозволат да растат. Значи, тие ги викаме епифизи, краевите на долгите коски ги викаме епифизи, и тие ни се многу важен параметар во проценката до каде е детето со растењето и уште колку време има да расте. Значи, доколку се тие, затоа ние секогаш кога испитуваме едно дете кое што е со низок раст, секогаш ги правиме прво рентгенска снимка на дорачјето, за да видиме дали се овие епифизни линии отворени и до каде е коскената возраст. Коскената возраст обично одговара на возраста која што е хронолошка, меѓутоа, доколку видиме таму знатно заостанување, тогаш значи дека имаме причина да го испитуваме нискиот раст. А доколку пак тие се поблиску до затворање, тогаш знаеме дека сме изгубиле период од растењето и дека затворањето на епифизите и завршувањето на растот е близу. Значи, коскената старост е таа која што ни кажува уште колку време детето има да расте. Го спомнавте пубертетот. Пубертетот кажавме дека една
специјална категорија. Во пубертетот децата го забрзуваат растот. И тоа машките повеќе отколку девојчињата, меѓутоа може да пораснат и цели 15-20 сантиметри, значи неверојатна брзина на растењето во овој период. Меѓутоа исто така пубертетските хормони пак го завршуваат растењето, затоа што и естрогените и тестостеронот влијаат на затворање на коскените пукнатини и до завршување на растот. Така што велите до кога растат? Растат додека се затворат коскените пукнатини. Така. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со оваа тема, слободно можете да се јавите и да се вклучите во разговорот. Тоа значи дека оние убедувања дека кај девојчињата со започувањето на менструалниот циклус дека завршува растењето не се точи. Се зависи значи од зрелоста на коските. Точно, појавувањето на менструалниот циклус во просек гледано зборува за крајот на коскената матурација, но не подеднакво кај сите деца. Има девојчиња кои што ќе добијат менарха и после тоа ќе растат уште цела година, година и пол, ќе пораснат и цели 10 сантиметри. Тука е некаде максимумот што може да го пораснат после првата менарха. Меѓутоа има девојчиња кои што веднаш почнуваат со регуларен циклус и кои што го завршуваат растењето и за 3 месеци после доаѓањето на циклусот. Значи, циклусот е еден момент кога ние веќе очекуваме забавување и завршување на растот. Меѓутоа, колку ќе пораснат од тогаш е индивидуално. Така, дали е сега проблем што девојчињата и момчињата влегуваат порано во пубертет? Започва пубертетот се порано и порано. Како тоа се одразува на растот? Они почнуваат малку порано со пубертетот. Има секуларен тренд да почне пубертетот порано, меѓутоа пубертетот почнува и на поголема висина. Значи, децата и помали имаат поголема висина и затоа не се одразува драстично на завршната висина, ова порано почнување на пубертетот. Така. Дали новите генерации се навистина повисоки од пред 20-30 години или таков печаток имаме? Да, постои еден секуларен тренд. Во нашата средина не се направени такви детални испитувања, меѓутоа постои еден тренд на зголемување на висината и тоа се должи главно на подобрите, да кажеме, услови на живење, на поизразеното бавење со спорт, на подобратна исхрана и така натаму. Иако овие елементи влијаат во зрастањето само во многу долгогодишен период. Не можете вие да видите да тоа се случи преку ноќ, така да се потребни децени за да се види секуларното зголемување на растење. Така, правени се некои студии во западните земји. Да, има некои студии кои што покажува дека постои, меѓутоа овој пораст не е драматичен. Така. Се работи за неколку сантиметри. Така. Кога родителите треба да го однесат своето дете на лекар? Еве забележуваат дека не расте доволно, каде треба да се обратат? Дали треба веднаш на ендокринолог или прво треба преглед од педијатар? Првиот кој што би требало да забележи е педијатар. Значи, сите педијатри се снабдени со кривите од Светска здравствена организација, има исто така и од Center for Disease Control, CDC криви, кои што може да се даунлодираат од интернет, значи кои што се општо важечки, кои што може да се применуваат за следење на растењето. Меѓутоа може да се случи и се случува во нашата средина да заради преоптовареноста со инфекции, со голем број на пациенти да се пропушти редовното контролирање на растењето. Во текот на првата година би требало детето да се мери секој 2 месеци висината, во текот на втората година веќе во неговите редовни прегледи кои треба да бидат 3 во годината и понатаму 2 пати во годината детето би требало да има претходни мерења. Но исто така на овие се додаваат мерењата на систематски прегледи кои многу ни помагаат. Ако ни дојде едно поголемо дете, ние можеме да видиме каква била висината претходно и можеме убаво да ја исцртаме кривата и да видиме дали детето си го следи ја следи својата крива. Рековте кога родителите, секогаш кога се загрижени за висината, е сосема легално право да се обратат и до својот педијатар, а од таму да бидат упатени на ендокринолог доколку педијатарот види дека на кривата на вистина детето нема перформанс како што би требало да има, затоа што има состојби кога, да кажеме, дефицитот на хормонот за раст се појавува во тек на растењето заради процеси кои што се случуваат
случуваат во турското седло, ја викаме села Турцика, каде што е хипофизата, нели, главната жлезда која го диригира растот, и во тој случај ние практично имаме забавување на растот подоцна, така што едно дете кое што нормално растело наеднаш ќе ни отпадне од кривите и тогаш веќе правиме сите, имаме имиджинг техники со кои можеме тоа да го докажеме и се разбира да го лекуваме детето за да постигне својата предвидена висина. Така. Пред да преминеме на терапија хормонска, би ги вклучила гледачите кои што се на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте, кој е вашето прашање? Јас сум татко загрижен, имам ќерка 7,5, неполни 8 години, второ делени. Расте премногу брзо. Значи, детево сега има 130 и нешто сантиметри. Така. Уште во градинка делеше од другите, имам проблем со, ајде мислам дека да не со исхрана да сака да јаде. И ние сме крупни, 20, това е така точно, слушам генетскиот материјал, нели? Но тоа е премногу за неј, за едно дете од 8 години. Расте енормно брзо. Ми е страх да не закржлови после тоа, да не дали ќе престане нормалниот развој и раст во првотемошниот период. Така, ви благодарам што се јавивте. Високиот раст е исто така може да биде проблем, иако поретко. Меѓутоа во случајов родителот вели дека се тие крупни, што значи тоа крупни, кај оние кои што имаат поизразено масно ткиво и кај децата растат побрзо отколку децата кои што не се крупни, да кажеме. И всушност го имаме тој феномен дека тие за својата возраст се повисоки, меѓутоа пубертетот доаѓа на време и се случува како што треба. Значи нема изразито забрзан раст. Гигантизмот или оној патолошки забрзан раст може да се појави само доколку се работи за некој експанзивен процес кој што може да се јави во хипофизата или може да биде генетски синдром кој што оди со забрзан раст и доколку навистина се загрижени би требало да се направат овие мерења и да се види дали детето навистина спаѓа во својата нормална крива. Така. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, во програма сте вклучени. Дали се слушаме? Добар ден. Рижија, дали се уште го имаме гледачот на линија? Не е на линија, доколку се сака да го постави прашањето, нека се јави повторно во телевизија Телма. Ја би ве прашала околу хормонот за раст, значи доколку детето заостанува со растот, во кој случај се дава хормон? Има прецизни категории во кои што се лекува со хормонот за раст. Се разбира дека лекување со хормонот за раст заслужуваат сите оние деца кои што имаат низок хормон за раст од било која причина, било да се работи за нарушување на генот за хормонот за раст, кој што е протеин, значи може да имаат генетска причина, може да имаат развојна причина при појава на најразлични процеси во хипофизата, било да се работи за цисти, за недоразвиеност и така натаму, но значи во вакви случаи тие можат да или пак подоцна во текот на животот заради тумори во оваа област, од кој што најчестиот е краниофарингиомот во детска возраст, така што во тој случај тие има дефицит на хормонот за раст. Ако го испитаме хормонот за раст и најдеме дека тој е во ниски вредности, имаме точно граници во кои треба да се движи, тогаш практично детето заслужува да се лекува со хормонот за раст. И се почнува ваква терапија. Друга индикација за лекување со хормон за раст се состојби каде што немаме вистински дефицит на хормонот за раст, меѓутоа имаме одличен ефект на лекувањето со хормон за раст. Таква состојба се децата кои што се родени мали за својата гестацијска возраст. Значи дечиња кои што се родени на време, а имаат многу ниска тежина и висина, значи под 2,5 килограми се родени, под 48 сантиметри должина се родени. Ваквите дечиња околу 80% ќе постигнат својата нормална висина. И тоа ќе го видиме првите 6-12 месеци до 2 години, ќе знаеме дали детето ја надоместило својата висина. 80% и над 80% ја надоместуваат својата и тие немаат потреба висината и немаат потреба од лекување. Меѓутоа, има некои 15% кои што не ја надоместуваат висината, остануваат ниски и тогаш практично, иако имаат нормален хормон за раст, давањето на супрафизиолошки дози ги води кон нормална висина, значи која што им одговара на нивната семејна висина, но исто така и висина која што практично не само висината, туку и метаболичките
гормоналните параметри кај овие деца се подобруваат. И можам да кажам дека најголемиот број од деца, од 100 деца кои што редовно ги лекуваме со хормон за раст, спаѓаат во оваа категорија на деца кои што се родени мали. Третата категорија се деца со хронични бубрежни заболувања, кои што заради тоа што во бубрегот еден од факторите на раст практично се метаболира, заради тоа тие исто така има добар ефект од лекувањето со хормон за раст, додека не се заврши трансплантација или додека не се на диализа и така натаму. И некои синдроми исклучоци, тоа е Тарнеровиот синдром кој што се лекува со хормонот за раст, Прадер-Вили синдромот и така натаму. Така, имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум мајка на дете што требаше да прима хормон за раст. Така? Одевме 3-4 години на испитување и никако да дојдеме на ред за хормонот за раст. И јас не знам што друго да преземам, немам врски, никако да дојдеме на вако на листата, да го ставам моето дете на хормон за раст, он веќе у пубертет изгледа. Така да, јас се откажав, 4 години одевме и као џабе испадна. Добро, ви благодарам што се јавивте. Се случува ли вака да не може веднаш да дојдат не е прашањето, значи има динамика на ставањето на деца на хормон за раст. За да се види прво дека детето заостанува во раст, потребно е прво следење. Не може на првото следење, освен ако нема драматично заостанување во растот. Значи тогаш тие влегуваат по приоритет. Инаку се следи детето, понатаму се прават сите анализи, значи доколку се работи за семејство каде што имаме, како што кажав, помала висина, тогаш нема ефект хормонот за раст, а сите оние деца кои што се предвидени и кај кои што е заклучено дека треба да примаат хормон за раст, се ставаат на листа на чекање, која што листа се пополнува, значи според приоритетите, но секогаш се води сметка, бидејќи се работи за една ексклузивна терапија која има и нуз ефекти ако не се даде како што треба, значи се води сметка да се следи оваа листа. Ставањето на терапија зависи и од количината на достапниот хормон, се разбира, и можам да кажам дека Македонија не спаѓа во оние најзагрозени земји, затоа што во соседството има, значи, ситуации да има поголем дефицит на хормонот за раст, меѓутоа ова дете доколку било на листата и доколку влегло во приоритетите, секако дека би требало да биде на терапија. Некогаш родителите бргу се откажуваат затоа што ние кога год да го дадеме хормонот за раст. Дали во пубертетот е веќе доцна? Во пубертетот веќе е многу под знак прашање. Значи тоа дете треба да се види. Пубертетот веќе оди, пубертетот треба да сега да го расне детето и да видиме докаде ќе го порасне. Меѓутоа, значи секогаш треба да се има предвид дека го даваме хормонот во строги индикации и понекогаш, значи доколку детето не ги задоволува тие индикации, нема да биде ставен затоа што хормонот за раст има и свој нуз ефекти. Така. И сосема за крај, дали и исхраната тука има некакво влијание, дали децата кои што имаат низок раст, покрај, ако е потребно се стават на хормонална терапија, се ставени на некоја диететска, како се нарекува? Не, главно прашање на родителите е тоа, дали не јаде детето, затоа е ниско. Тоа не е многу точно, затоа што имаме депривирани подрачја, како што е Африка и така натаму, каде што луѓето се високи покрај оние страшни рестрикции во храната. Значи храната треба навистина да биде рестриктирана во смисол да детето има хронична болест да не може да ја абсорбира. Тогаш може да има дефицит на растењето, нели? А инаку едно дете кое што нормално се храни, сигурно дека не е ниско заради храната. Во најголем процент од случаи не е ниско заради храната. Ниту пак храната може да го порасне. Така. Ви, доктор Кочова, ви благодарам што бевте дел од 0N+ и што на родителите им објаснивте како децата растат. Се гледаме во некоја друга пригода. Благодарам и на вас. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.